парламентарна организация. Веднъж после той храбър чин, та и самата се прострелва в оградите и како последица на добиените рани умира следниот ден на 14 януари. Погребана е без свещеник и опело и во безимен гроб. Токму затоа наша обврска е во чест на героичното дело. Секоја година да го опееме, одбележиме тој чин и да отдадеме должна почит кон целото и животно дело. Во периодот помеѓу двете светски војни, народот во Македонија доживеа вистински геноцид, крунисан со студентскиот процес. Денес во Македонија тој факт или се премолчува, или тивко и запкриено се подкажува. А токму тоа, неиздржливата тортура на српскиот окупатор е поводот за атентатот на Мара Бунева, раскрвникот Велимир Предич. Наместо официјално чествување на овој чин, наместо отварање на вистината за тој период, ние сме соочени со тенденција тоа време да се прикажува како нормално граѓанско општество, наместо како најкрвава окупација, посебно преку електронските медиуми, на кои се прикажуваат документарни емисии за градскиот живот во Скопје во 20-тите и 30-тите години од минатиот век, при тоа заборавајќи го бедниот терор извршен по руралните средини насекаде низ Македонија. Но Македонија е земја на абсурди и контрасти. Во Македонија е најнормално да има протести, па да има и контрапротести. Да има пленуми, но и контрапленуми. И најнакрајот да има панихиди и контрапанихиди. Имено утре на ова исто место најавено е да се постави спомен плоча од друга организација во чест на истата Мара Бунева, која ние ја чествуваме секоја година. Зошто едноставно не се приклучија на нашата иницијатива, не ми е познато. Сушто не дека не ми е познато, но ајде да почекаме официјално да се искажат, за да може аргументирано да одговорим. Инаку, ние најмалку сме за поделби, посебно помеѓу тие што тежнат да се чествуваат и одбележуваат исти дати и моменти од историјата, за да нема двојност, која може да му биде од корист само на некој трет од страна. Повикувам да ги разјасниме различностите, но на културен и цивилизиран начин. Само така ќе покажеме од стоиме за исти дејци и историски настани. Во спротивно ќе се продлабочи конфузијата кај обичниот граѓанин, кој за да се докаже ќе биде натеран да лута од антиката преку Византија до лажираната преродба и револуција, за да се смести во идејата на коминтерната. Македонија нема да добие ништо од лажирањето на историјата и создавањето на нов античен идентитет. Македонија губи, таа пропаѓа 20 и кусор години наред, само затоа што не е спремна да ја погледне на вистината во очи. А не дека не знаат. Знаат, ме молчат. Заради личните, а не националните интереси. Ќе подкажат нешто и веднаш потоа ќе почнат безочно да лажат. Погледнете ги само емисиите за револуционерите кои се емитираат после полнок, за да не може да ги гледа никој, а сепак да имат оправдување дека ги дават, затоа што дури и таму има моменти кога од вистината не се бега. Но затоа пак во ударните термини, кога гледаноста е најголема, тука се звездите на Грант, Пинк, југофилмовите од пред 30-40 години, фарми, прелюби и как или не други северни глупости. Абсурдот на македонизмот е во одбраната, тоа што во одбраната му е само србоманството. Бугарското име е се уште забранета тема, а бугарското самоопределување се смета за ерес. До кога? До тогаш, додека ја снема Македонија? Не. Ние бугарите по род сме тука. Сме биле и ќе останеме тука. И не само тоа. Ами како носители на идејата за независност на ова парче земја, ќе се бориме Македонија да обстои, но не како српски протекторат, ами како Австрија во однос на Германија или Кипар во однос на Грција и Молдавија во однос на Романија. Затоа и порачуваме да се престане со духовниот терор врз определените бугари од Македонија,
за да може тие да го добият своето место во општеството и дадат придонес кон развојот на истото. Затоа е потребно демократија в Македонија, а с нами Бог. Бог да ја прости Мара Бунева. Браво! Визија! Македонија! Визија! Македонија!